Почитувани граѓани, почитувана јавност. Иницијативата на пратениците за свикување на седница во Собранието на Република Северна Македонија е демократски порив. Да се потврдат одлуките на председателот на државата и да се биде во функција и контрола на извршната власт. Тоа е така во секоја демократија. СДСМ покажува демократски капацитет и во време на криза. Нема проблем владата да биде контролирана од Собранието. Собранието е домот на демократијата, каде избраниците на народот го имаат последниот збор. Но тоа не е случај со ВМРО ДПМНЕ. Со одбивањето на оваа иницијатива, опозицијската партија покажа дека ништо не е сменето во ВМРО ДПМНЕ. Единствена партија за која Собранието е најголем проблем. Единствена опозицијска партија која не сака да се свика Собранието. ВМРО ДПМНЕ, предводена од Христијан Мицкоски, останува заглавена во својата антидемократска фаза, во која Собранието останува нивен непријател. ВМРО ДПМНЕ уште еднаш покажа дека е против силен и независен законодавен дом, против представниците на граѓаните. Навикнати од времето на режимот, Мицкоски и ВМРО ДПМНЕ сакаат да имаат контрола над се, на секоја институција во државата. Ова е уште еден доказ за деструктивно и неодговорно однесување на ВМРО ДПМНЕ, предводено од Христијан Мицкоски. Ви благодарам. Во продолжение на пресконференцијата ќе ги прочитам и одговориме прашањата кои што се поставени од медиумите. Првото прашање, Мартин Пушевски, Македонска телевизија. Дали е поднесена иницијатива за повторно свикување на Собранието и која е потребата од тоа? Ја известуваме јавноста дека иницијативата на пратениците за повторно свикување на Собранието ќе биде поднесена денеска. Како што кажавме, потребата од тоа е да се потврдат одлуките на председателот на државата и секако Собранието да биде во функција и контрола на извршната власт, како што тоа е во секоја демократија. Следното прашање доаѓа од Алсат телевизија, кој според СДСМ е следен можен и најсоодветен датум за парламентарни избори, доколку мерките за ограничување постепено се укинуваат од почетокот на мај, како што беше најавено. Сметаме дека е рано да се зборува за нов датум за одржување на парламентарните избори, бидејќи во овој момент најважно е фокусот да биде посветен на борба против коронавирусот и секако на справувањето од последиците кои што се предизвикани од оваа економска здравствена криза. Ви благодарам.